Сопраното е, како што веќе имаме кажано, највисокиот женски глас според гласовниот регистар. Покрај својата височина, гласот на сопранот се издвојува по техничкото богатство кое е потребно за да блесне во класичниот и современиот репертоар. Техниката на дишењето со диафрагмата е од суштинско значење за сопраните, бидејќи овозможува издржување на долги фрази без напнатост. Оперските улоги ја илустрираат широчината на репертоарот за сопран, главниот женски глас во класичната опера, кој е тесно поврзан со најголемите моменти на виртуозност и драматични сцени. Сопраните се обично најистакнати и главни ликови во оперите, тие се трагични или романтични хероини, но и драмски и виртуозни диви кои со својот мокен, но и нежен глас ги пренесуваат на сцената улогите од безброј дела, често напишани токму за нив. Еден таков сопран со успешна кариера кај нас и во странство е вечерва со нас. Билјана Јосифов, добре дојде во Трафика. Добро ве најдов и благодарам Нинат на поканата. Навистина ми е посебна чест и задоволство да сум тука денес со вас. Исто и мене, и ти си ми една од оние што навистина сакав да ве представам на македонската публика и да ве запознат малку одблиску, нели, малку повеќе. Благодарам. Кажи ми, родена во Крушево, музичко образование започнуваш и завршуваш, односно на основно и средно, предпоставувам, во Битола? Само средно. Само средното? Да, бидејќи од Крушево беше малку така проблем да се патува. Се оди во нижото музичко, да. И потоа факултет за музичка уметност во Скопје под менторство на нашата славна певица Славица Галич Петровска. Така е. Ајде кажи ми прво како почна со музиката, како дојде до тоа да станеш певица, затоа што, нели, да објасниме уште еднаш, пејачка е едно, певица е оперска пејачка или певица. Како се случи сето тоа? Па, желбата и љубовта кон музиката уште од најрано детство ја забележав јас, со оглед на тоа дека и мојот татко исто многу ја сакаше музиката и многу сакаше да пее, иако не беше музички образован. И така цело време, буквално се сеќавам дека цело време стоев пред огледало и само си пеев. Сама научив и хармоника да свирам, имавме една малечка хармоника во визбата, никој не ја свиреше цело, беше со прашина и јас тогаш кога ја открив и така, едноставно тоа беше во мене. А како дојде тоа да учам соло пеење во средно музичко, јас бидејќи навистина многу сакав музиката и се запишав во средното музичко во Битола, како што кажавте. Меѓутоа на теоретски одсек, јас не ни знаев дека постои соло пеење одсек и кога бев на приемниот испит, во комисија беше професорот Пеце Митревски, сега покоен, тој беше професор по соло пеење и кога излегов после приемниот испит, бидејќи на самиот приемен испит требаше да полагам и да испеам некаква композиција. И кога излегов јас од приемниот испит, тој излезе веднаш позади мене и ми вика: "Девојче, Билјана, застани, дали може, вика, да останеш и на приемен испит за соло пеење, бидејќи кај тебе забележувам некој вонреден талент за пеење." И јас се согласив и така почна се. Сосем спонтано. Веројатно до чистиот крушевски воздух, нели? Има некоја, да, мора да има нешто. Кажи ми за студентските денови. Ајде, средното поминува, вака или така, и потоа доаѓаме на факултет. Студентските денови можам да кажам дека ми поминаа многу брзо, бидејќи истовремено работев во Македонската опера и балет, бев во хорот и добивав исто и главни и споредни улоги уште од многу мала возраст, и исто бев и на факултет и така можам да кажам дека едно 12 часа јас бев активна и не ги почувствував баш тие студентски денови и дружби, бидејќи целата концентрација ми беше на работа во опера, се дружев на паузите со моите колеги
И после тоа одев на часови на факултетот, па пак на работа на попладневните проби или представи вечерни кои што траеа до 11 часот, можеби некојаш 12. Многу млада почнуваш во суштина да пееш како солист, нели? На 18 годишна возраст веќе се појавуваш на сцената на Националната опера. Која улога? Па прва улога ми беше во Волшебната флейта Втората дама. Меѓутоа тоа беше споредна улога, а главна улога исто на 18 годишна возраст, бев истата возраст и ја добив улогата на Јованче во операта Јованче и Марика, преведена на македонски, инаку операта се вика Хансел и Гретел од Енгелберт Хумпердинг. Тоа е опера во 3 чина и беше навистина возбудливо за мене да настапам, да имам таа голема одговорност и голем предизвик во секој случај. Главна улога, да, сепак. Да, кажи ми, имаш настапено на многу, сега велам настапи затоа што да речеме дека има рецитали, има само концерти, има улоги во опери и кај нас во земјава и во странство. Каде се имаш пеено, односно што би одбрала како нешто што сакаш да го представиш и што ти оставило тебе, нели, еден убав печаток, еден спомен драг? Да. Искрена да бидам, секој настап, да не звучи тоа клише. Не, Навистина секој настап има свое значење за мене и за секој уметник, верувам. Затоа што нешто што би издвоила од сите настапи, можам да кажам дека некој најголем предизвик и најголема возбуда што ми донела, тоа беше моето прво отварање на мајските оперски вечери на фестивалот, така што знам требаше да пеам, тоа беше Хофманови приказни од Офенбах, ја пеев главната улога, ми беше доделена мене Антонија. Офелија ли беше? Антонија. Антонија. Да. И така што тоа за мене беше голем предизвик и голема одговорност да се настапи на еден толку голем и мислам навистина убав фестивал и знам дека тогаш бев доста возбудена и се спремав многу и работев многу на тоа. Да им кажеме на публиката, на гледачите дека Офенбах и операта Хофмановите приказни во суштина се појавува во Животот е убав во филмот, аријата Ле Баркаролле, односно дует, кој што е еден од, можеби со дуетот на цвекињата од Лакме. Нели? Тука се и слични и преубави. Белануи, нели? Можеби ќе ни запиеш понатака, можеби ќе те убедам. Она што кај нас многу сега е модерно да се кажува мастер класови, јас ке се дрзнам да ги прекрстам во мастер часови, затоа што класови кај нас е малку една сосема друго значење има зборот, мастер клас во еднина би било убаво да го користиме. Имаш учествувано на тие мастер часови, ми привлече внимание Лиза Торопеза, секогаш мислам една од врвните сега во моментов сопрани. Што значат тие мастер часови за вас? Видете, воопшто за секој млад оперски уметник значат многу. И се од клучно значење заради тоа што навистина први не чест да се работи со толку реномирани големи уметници, професионалци, каде што можеш многу да научиш покрај образованието на факултет. Така се обликува гласот на едно поинакво ниво, друго ниво, поголемо, да кажам, и целото искуство нивно на тие реномирани професионални уметници да ти го пренесат е навистина многу значајно. Дали тоа за интерпретација, техника и така натаму, се учи многу. Јас навистина инвестирав во мастер класови, часови. Не, во слободната мола. Да, кој што јас се согласувам со вас потполно. Кој што ми помогнаа многу и ми ја дадоа насоката
како во животот и се добри, например, различни размислувања од различни професори, што јас тоа го почитувам. Тоа до 30-та година. Меѓутоа, понатаму сметам дека треба секој уметник кој што професионално ќе се занимава и понатаму со оперско пеење, да има еден свој ментор кој што од време на време привремено ќе го надгледува. Тоа сега да речем, нели постојано треба да има една надоградба, треба да има промена, да речеме, растење кај еден уметник. До крајот на животот. Претпоставам на тие часови има и пеење, се пробува и пеење или чисто се теоретски? Да, не, и пеење, значи техника, интерпретација на улогата, припремање на припремање исто на една улога, насока како да расте таа улога. Например, никогаш не е исто ако еднаш ја изведиш после 20-тиот пат, тоа не е исто, тоа е секогаш различно, и вториот пат е различен, и третиот, така да тој ментор навистина помага за да, или ако некако сме избегале од шините да не врати, бидејќи тоа трето уво е секогаш помош за нас како уметници. Како за секоја работа, нели, и позитивна, па и негативна некогаш критика ни влијае позитивно. Јас така сметам. Кога сме кај интерпретацијата, колку нели техниката постои, техничари се корејците, тие кога ќе излезат на сцена се како машините, таму нема утнат тон, таму нема, нели. Како вештачка интелигенција. Да, тие се АИ веќе, вештачка интелигенција, тоа е совршенство. Колку треба душа да се внесе, нели? Мора да има душа, затоа што ако не внесеме во една травијата, во се, односно не само во травијата, во се. Да. Видете, емоцијата се раѓа на самата сцена, на самото излагање и растење на таа улога, со тоа што претходно треба да го знаеме текстот, да знаеме либретото, да го знаеме, да ја познаваме музиката, буквално целата опера да ја знаеме и историски, и либрето. Тоа е еден целокупен процес и кој што после природно самата емоција излегува. Сега има разлика, например, од Виолета до некоја... Секако, нели? И сензибилитетот во улогата мора да се менува. Стилот исто многу е значаен, во кој стил се пее, како треба, има многу правила како треба тоа да се изведи, например. Не можеме Моцарт исто да пееме или Бах да пееме исто како што го пееме веризмот во Верди, Пучини и така натаму. Така што има многу параметри кои што треба да се почитуваат и за тоа да излезе вистински. Но на крајот таа емоција, ние, како што кажавте, тие хероини од оперите на крајот секогаш ја воспеваат љубовта. Да. Знаете, сега дали е тоа преку омраза, преку трагедија, преку во зависност од драмското дејство, преку лудило како Лучија ди Ламермур, да. Точно, значи зависи од драмското дејствие, зависи од се. Кажи ми, не сакам ни да гледам во прашањата, ни тргна. Кажи ми, кога си на сцена, велиш дека е различно дали си во веризам пеење, или дали е Бах, дали е Моцарт, Бетовен, се појава тука еден друг фактор, твоите колеги и партнерите, односно да речеме дуетски партнери, или во Лучија ди Ламермур имаме дури и секстет, каде што сето тоа треба 6 гласа да звучат совршено уиграно. Колку е, претпоставам, многу важно да ти бидат, нели, твои сензибилитет. Сам на сцената си никој ништо. Кога си во синергија со сите тие колеги што спомнувате и ги изведувате заеднички тие ансамбли кои што се дуети, терцети, секстети и така натаму, тогаш веќе музиката има смисла и таа опера има смисла и тогаш може да зборуваме за нешто целосно и брилјантно да ми звучи мојот глас. Ако јас сама си пеам со себе без да соработувам со моите колеги и да дишам заедно со нив, тогаш ништо не сум остварила и не сум успеала. Така да е многу важно и нивната спремност исто така на сцена, почитта меѓусебна, спремноста на текстот, на музиката, на целата концентрација кога гледаме и кон диригентот. И целото тоа водење прави една многу убава работа на сцена. Тоа ќе ми беше исто прашање, диригентот, претпоставувам, премногу важен за вас, не само за оркестарот, дури и за... Вие си го ја знаете делницата, знаете каде влегувате, но сепак е тој темпо. Диригентот е
можам еве метафорички да се изразам, срцето и мозокот на еден ансамбл. Операта е како еден цел организам, меѓутоа тој го дава ритамот, тој го дава пулсот и животот на музиката практично, со тоа што е дефинитивно многу важен за нас. Твојот главен инструмент е гласот. Бара за одржување нели на гласните жици, па и говорниот апарат, нели што го користите при пеење, мускулатурата на лицето, нели тука има еден куп фактори кои што влијаат врз вашиот глас. Не е само излегувате ха пееме. Сета таа техничка подготовка за пеењето бара огромна дисциплина, трпение, и време и постојана вежба. Како го одржуваш гласот? Какви вежби правиш? Дали правиш нешто постојано или само пред настапи? Постојано. Како што кажавте, дисциплината е клучна за еден оперски уметник да може слободно да се движи на сцена, да може што сака да прави со својот глас. Имаме посебни техники, например, еве јас лично ќе кажам, важно е важен е сонот, да кажам. Значи многу е важно спиењето, да е гласот одморен. Нема оние, например, нормални работи што ги прават останатите луѓе со останати професии, да излегуваат до доцна. Некогаш треба, меѓутоа тоа јас си го имам скратено во животот, на минимум зборување гласно. Значи, кога е одморен гласот, исто зборувањето, например, говорното зборување, исто така штети на гласот, особено кога имаме ние големи проби, долги проби. Во опера се случува по 4-5 часа да вежбаме и да пееме, плюс дома си ја носиме работата. И замислете еден цел ден да треба да пееш и да плюс треба да зборуваш. Сега тоа многу е важно како ќе се изменаџира. Значи, тоа важно исто, молчењето, одмор на гласот. Длабока хидратација, надворешна и внатрешна. Јас тоа често го практикувам, значи вода цело време треба да се хидрирам со вода, некои 3 литри сигурно пијам во денот, а исто надворешно правам инхалации за навлажнување на гласните жици. Протеински оброд си гледам да јадам многу често. И исто така најважен фактор е одржување на здравието, едноставно внимавање на имуниот систем да биде секогаш подготвен, бидејќи например се случувало да вежбам 6 месеци на улога, да се припремам кога ќе дојде да настинам. И тоа е невозможно да се изведе. Тоа е многу стресно пред се, така да тоа е најважно за еден оперски пејач. Вежби се разбира, секојдневна работа, распевање на скали, значи вокализација на гласот, претходно пред било кое пеење обавезно јас ги ослободувам мускулите што се јазик, вилица, врат и така натаму, го способувам дишењето за да бидам слободна кога да не се згрчува ништо, за да може гласот природно и слободно да излегува. Тоа е многу важно. И вокализација на 2 октави, скали обавезно вежбање, стакато, легато, тие што ни се секој си наоѓа кои вежби би му биле би му одговарале, така да тоа е задолжително. Не само пред настап, туку секојдневна работа и дисциплина. А кажи ми, еве вежбаш секојдневно, го одржуваш, да речеме, гласот во форма, а инаку си пееш, да речеме, не зборувам сега за луѓе, онака, еве да речеме поп напеви или нешто. Порано да, меѓутоа со врските сега не. Целото време го користам, пробувам да го изменаџирам, иако сум мајка на 2 малечки дечиња и е невозможно. Тие од вајбе чекаат дома и само сета ми раскажат и јас да зборам со нив. Меѓутоа го користам времето да молчам. За жал, Што се децата, керки или момчиња, Павел и Јован. Да, двајцата се синови, така. Се доста активни. А колкави се? 8 годинки со 6. Презабавно тие. Презабавно ми овој период можам да. Презабавно. Кажи ми, покажуваат талент, бидејќи и сопругот е музичар, виолончелист во операта, така? Да, имаат исклучителен слух.
Значи, Преубаво. ние бидејќи музичари, одмар гледаме дали има некаков затоа те прашам. Да, исклучително се музикални и двајцата. Павел поголемиот свиреше клавир 3 години, а сега свири виолончело, исто како татко му, се префрли на виолончело, а малечкиот само на солфеж сега оди прва година. И така да ќе видиме. Да, меѓутоа дефинитивно го носат генот, бидејќи и родителите на мојот сопруг се професори од средното музичко училиште тука Илија Николовски Луи, во пензија се двајцата, плюс мојот свекор е и диригент. Така што сите сме музички. Да, не може децава Да, не може нешто. Да не излезат музичари, Да. преубаво. Генерацијски. Споменавме и во најавата и ти спомена, нели, дека сопраните се хероини, дека се диви и се главни во сите опери, или нели барем многу голем дел, освен еве да речеме Кармен, каде што е мецо сопран, ама ја пеат и сопрани. И нивниот живот, емоциите на тие хероини сте во суштина вие сопраните, односно сите певци нели на сцената што треба да ги пренесете. Сега, веќе спомена и ти, ама која е разликата меѓу една Виолета од Травијата нежна и една Норма која што е помоќна, колку емоција треба да се внесе за Чочо Сан во Мадама Батерфлај, или да се покаже голема силина во Тоска од Пучини, односно Флоријан или во Тоска на Пучини, или Нежната Мими од Боеми, и потоа имаме Силната Турандот, па Лудилото на Лучија де ла Мермур, или Джилда во Риголето, каде што имаме многу колоратура. Ти набрав многу работи. Сакам да направиме една мала како ретроспектива за да ги представиме сите улоги малку по малку, бидејќи мислам дека ова маркантните. Видете, ако зборуваме, тоа би било многу долго, а има многу што да се каже. Например, еве Виолета, што спомнавте со Норма, ми се чини, разликата е голема и останатите исто карактери. Разликата е голема во секој поглед. Буквално, дали карактерот на самата улога, фахот, дали е драмски, дали е спинто, например, еве Виолета е напишана во ран веризам, да речам. Значи, виртуозна, драматична, лирична драматика. А наспроти неа, например, Норма е напишана во најчист облик на белканто. Да, Норма е белканто скрос. Да, таа е во висока теситура, напишана цело време, бара драмски, значи незиниот карактер е, таа е свештеничка и лидер. Незиниот карактер е доста авторитетен, стабилен карактер, за разлика од Виолета, која што е куртизана, млада, која што нели ја наоѓа љубовта и завршува сето тоа трагично. Или Чочо Сан со Турандот е на вистина голема драмска разлика и карактерна разлика. Меѓутоа, како што спомнав и на почетокот, сите овие, без разлика, нели, дали се стилски различни, драмски различни, фаховски, која теситура и така натаму, да не навлегуваме, бидејќи е многу обширна, обширно прашање и тема, пак тие ја воспеваат љубовта на еден нивни драмски начин. Тоа ќе кажев, кај сите нив, буквално кај сите овие што ги споменавме, и Тоска, и Джилда, и Лучија, секаде е водилка љубовта. Така секаде, нели рековме, дали е трагична, или е срекна, или е завршува во лудило и самоубиство, е битен момент. Тебе која ти е посебно драга, и знам дека ќе ми кажеш сите ти се драги, и која ти прави главоболки, тоа ме интересира. Која е улога што, нели, кога се спрема е главоболки сите прават. Сите прават. Која да ми дојде во раце, да ми представува посебно задоволство и драга ми е, меѓутоа и главоболки ми причинува. Бидејќи, например, тие технички што се најзахтевниите, како Виолета, како Джилда, за мене се голем предизвик, а исто така драги, секогаш оние што се потешките се посебно драги и посебно внимание се обрнува на нив и секако тие создаваат главоболки во низ процесот на работа. Морам да признам, така што можам тие две да ги издвојам. А како јазик, ќе сакам да споменеме сега малку и за јазиците, нели, сепак секоја опера е
грото се на италијански напишани, да речеме целиот веризам, ама Пучини, Верди, Росини, Доницети, сите се на италијански напишани, Моцарт имаме и италијански. И германски, имаме Вердер француски, Кармен француски. Која ти е тебе е сега оној момент на дикција на секој од тие јазици? Луѓето не знам колку, нели ние професорите по јазик знаеме, говорниот апарат се мести посебно на секој јазик кога зборуваме и затоа ако не го користиме ни се нели закржлавува во тој јазик. Како успеваш сето тоа? Не е лесно. Најважно е првин да се преведи самата опера, а што се работи за јазиците, италијанскиот е некако најмек јазик и најмузикален јазик, да кажам, и веќе и ние претежно ги изведуваме представите на италијански јазик. Меѓутоа, најважно за мене е да го направам првин преводот и обавезно работам секогаш со професор кој што по јазик, по јазик кој што ќе ја подобриме, нели ќе го подобриме изговорот на јазикот, со тоа што на пример германскиот јазик е потврд јазик и е по така тежок, да речам, за изведување, особено на пример некој кој како мене што не сум го учела, али горе-долу веќе јас и го читам. Танхойзер, на пример, звучи целиот воинствен, како и што е. Меѓутоа е многу важно и имаме исто техники за дикцијата што спомнавте, имаме техника, на пример, еве можам да ја споделам. Интересна е со молив. Така вежбаме дикција и го ставаме меѓу забите и така го парламе, го кажуваме текстот. Така. И тоа многу помага. И после веќе е рутина. Веќе кога цело време си активен и тоаш влегуваш и немаш проблем. Али да, не е лесно да се пее на Па не е, да, сепак, еве да речеме дека некој јазик полесно се како што велиш, германскиот не е баш лесно да италијанскиот ќе разбереш нешто од контекст, нешто од латински, од нели, поинаку е. Кажи им на гледачите како еден ден на оперска певица како изгледа со се децата што треба да ги менаџираш. 24 часа се многу малку за еден оперски пејач. Како почнува еден мој ден, станувам многу рано, во 6 часот наутро, ги спремам дечињата за во школа, им подготвувам храна, книги, се што заборавила, се забораваат. И после тоа си ја правам мојата рутина, нели од секојдневните рутини, исто така, да речеме, ако имам проба, обично пробите во 10 во 11 ни почнуваат часот наутро. Тоа време си го земам да имам протеински доручек убав, да се распиам полека, да направам инхалација, можеби пред проба. И едноставно се подготвам психички и секако за пробата. Пробите ни траат по 4 часа, првата проба. Па после тоа или доколку имам време до втората проба си одам дома да спремам ручек за децата и така натаму и со обврските. Во исто ден имате по 2 проби? Па да, најчесто да. И ако немам време, седам кај нас имаме едно многу убаво бистро и таму си седиме со колегите и пак се разговараме за како поминале пробите и што и така да речам, и тоа е како еден процес на работа кој што е многу важен. И после тоа се подготвувам за втората проба која што трае до 21 часот или 22, зависи, и после тоа само молчам да го одморам гласот и само гледам што побрзо да одам одговор дома со кимање само. Кажи ми, Билјана, премиерите, еве, ајде да не речеме секоја представа, премиерите, колку возбуда носат, колку да речеме позитивна трема, да не е таа, нели гласот се стегнува, може желудникот да се стегне, може диафрагмата да се стегне. Да, целиот организам реагира и се превозбудливи. Едноставно, баш тој период кога ги припремаме премиерите, ние живееме во таа опера, живеам во таа улога, јас и дома кога си одам, мислам и воопшто. Не мора да е премиера, може било која представа, живеам и таму ми се и мисли, енергија и се, и цело време и текстот го повторувам и размислувам како ова фраза и како овде да се опуштам, како ова сега како да го кој украс да го ставиш на крајевите. Драмски како да ја доживеам, и ние живееме баш во тој период.
со операта и со улогите. И е доста возбудливо и имаме доста дружење исто со колегите на работа. Да, секако е возбудливо Да. и недосадно, нели? Не, Нездодевно, воопшто, затоа што секогаш е различно, секогаш е нешто Да, убаво. секогаш многу. Од сцени имаш настапувано, рековме, на повеќе сцени освен македонската. Дали ти е некаков сон, да речеме, останато или имаш да гостуваш на некоја сцена? Конкретно, да речеме во Ла Скала во Милано или не знам, имаш такво? Да. Искрено не ми значат многу сцените. Не ми значат Ајде, сцените, речеме да продукција. еве дали продукции можеби. Некои различни продукции, меѓутоа сцени како географски не многу со оглед на тоа што да, хонорарите и условите се многу поразлични, морам да кажам. И публиката е Да. нели преголема. Публиката е поголема, меѓутоа ти си истиот на било која сцена, дали е Секако. Париска опера или си во Скопје, исто е. Истата енергија ја даваш, истата посветеност и некако не сум размислувала искрено. Се е добре дојдено, се разбира. И не знам, можеби треба да размислам на ова прашање. Да размислиш. Покрај операта гостуваш или соработуваш и со Сдруженијето на џез музичари, така на Така е, Македонија? да. Филхармонија, Да. прочитав и камерниот оркестар во Битола. Да. Какви ангажмани имаш со нив? Повремено гостуваш? Да, повремено гостувам, доста често морам да кажам и сум многу среќна кога, бидејќи малку различно од оперската сцена, тие концерти навистина ми причинуваат многу задоволство и секогаш сум имала прекрасни соработки и различни репертоари изведуваме од класични репертоари, барокни вечери, кантати до современи реквиеми, ораториуми и џез исто некои современи дела, така што е навистина многу интересно и уживам. А во која музика уживаш? Еве, класичната операта е твој фах, е твоја, нели, душа. Да слушаш друга музика приватно, сакаш? Да, слушам џез најчесто. Џез, така, софт џез. Електронска музика знам во кола да слушам најчесто кога сум или Да, во во кола теретана. прија таа музика, и мене ми прија. Или во теретана. И инаку ја сакам македонската изворна музика. Многу ја сакам и знам, понекогаш знам да си запеам. И таа ми е при срце, да. И треба да ни е. Да, многу Таа ја е сакам традиционално. убава музика која што треба да опстои, нели, уште години и векови може. Да, треба бидејќи навистина имаме извонредно богатство, да кажам. Традиционалната музика е толку богата за разлика од другите, од другите земји, така што и среќна сум сега баш ќе имам и настап и ќе пеам во оперски стил, малку оперски, малку грлено, ќе пеам таков репертоар со македонски народни изворни песни. Кога ќе биде тоа? Па првиот концерт е на 21 октомври, а исто така ќе настапувам и на 29 октомври. Јас тоа морам да гледам. Да. Да, еве, се поканувам сам. Да, јас ве поканувам, ќе ми биде драго. Исто имаш правено, работено на студиска продукција, снимки за разни и наши и странски автори. Ќе ни спомнеш нешто за тоа? Тоа се почна, тоа е многу интересно, да, што не го очекував дека некош ќе го правам во животот, иако на некои малечки проекти сум работела претходно тука во земјава, меѓутоа се почна кога почна короната и кога сите се затворивме и така се роди таа желба и еве до ден денес работам многу активно и сум многу среќна со студиската музика заради тоа што тука во оперската уметност и во класичната музика малку сме ставени во рамка и немаме многу можност да се изразуваме слободно. Иако ја бараме слободата на друг начин во тие дела, меѓутоа овде се случува многу често зависност од композиторите да имам слобода јас да измислам моја музика. Според нивната музика јас да импровизирам, да направам своја мелодија и да ја изградам таа нивна музика, како што исто така снимам и цели опери во зависност од композиторите, од целиот свет работам со интернационални композитори и многу ми ја ослободува таа креативност која што некојаш, мислам, долго време спиела во мене и сум многу среќна за тоа што можам да работам, дефинитивно, да. Преубава работа, да. И да се остави, нели, за тоа останува.
За секогаш. Дефинитивно. Навистина снимам најразлична програма и тоа е исто многу интересно и е креативно. Кога сме кај тоа, се снимаат кај нас оперите? Секоја изведба? Не. Зошто? Не знам ни јас. Не знам, порано има направено. Сум размислувал многу пати тоа. Мислам дека со македонска телевизија порано има направено телевизиски се снима, телевизиски, ама да, аудио... Аудио не. Не. За жал не. Последниве години, бар јас можеби не сум запознаена, Може би мислам треба дека и не. да се, не знам, па макар на страната да се стави, да се слуша на операта. Да. Имате... Не знам зошто. Да. Не сум ни размислувала. За ова и за ова треба да размислам. Еве ти дадам неколку работи. Кажи ми, прочитав многу убави критики за тебе. Навистина убаво напишани. Сигурно ти се некои посебно драги. Би сакал да чујам од тебе, односно за онаа критика што некој ја напишал за тебе, дека пишува Билјана кога пее, како беше срцето ужива. Има различни. Сега дали да почнам од позитивните или од негативните? Слушни, како што спомена, мора да има негативни, може да има. Да, знаете, позитивните ми го потврдуваат она што сум го сработила досега, а негативните ме прават да растам уште по така, да го смениш тоа што треба да го и да одам напред и напред. Позитивните сите ми се драги, негативните исто така. Некоја што многу ме има допрено. Тоа е, ама е долг, навистина е долг комплимент и критика долга. Јас накратко тоа што ми така ме допрело многу е од епископ Давид Нинов, кој што во една прилика, тој е голем слушател на класична музика, обожавател и наш чест гостин во Македонска опера и балет, и баш тој во една прилика кажа после еден мој настап дека преку моето пеење, сега не знам јас буквално да го кажам, дека пеењето и гласот на Билјана се слуша и од другата страна на гробот. Да, точно. Тоа е метафорички кажано како гробот на како да кажам, на современото мртвило на човекот. Бар така да се доживува и дека колку е моќен гласот и колку е моќна музиката и интерпретацијата за еден човек, кај еден човек во публиката да пробуди нешто, некоја друга димензија, пред да заборавам, сакам да ти подарам една книга, мој превод. Повели? Благодарам. Смешната помисла дека нема да те видам никогаш повеќе. Многу ви благодарам. Ништо. Едиторијал Каста Дива. Ми е драго да ја Фала ви, Нерад. прочиташ. Секако ќе ја прочитам, сум љубител на книги и многу ми е драго и посебна ми е драга. Дали си сама себе најдобар критичар? Можам да кажам пресуров. Така, нели? Критичар. Да, што на моменти сами се удираме најјако. Дефинитивно и како со годините сваќам дека можеби си помагам до одредена мера, но повеќе си одмагам со тоа што сум пресурово настроена да се критикувам себе. А за операта во Македонија, оперската сцена, па и воопшто културата во Македонија, што мислиш? Каде сме, како сме? Ова е малку болна тема за мене. Мислам дека имаме голем културен хендикеп. Да се изразам така, може би построго. И проблемот не е само до нас како институции културни, туку е проблемот воопшто во целото население и во целата држава. Зошто сметам така? Затоа што малтене и класичнава музика е анонимна кај нас. Се дава акцент многу на овие што се наши соседни турбофолк и така натаму, и тоа навистина смета зашто? Затоа што во една држава, за да оди напред на било кое поле, финансиски, не знам, политички, мора да се даде предност први на културата. Таа е основната алатка, основниот ресурс кој што може да го крене едно население духовно, интелектуално, секако. Во образовниот исто систем гледам големи пропусти, еве и веќе како мајка на деца кои што учат во училиште,
треба да се обнови таа образовна програма, да се воведат повеќе например еве во странство ние гледаме секогаш нели примери од поголемите европски земји, таму скоро секое дете учи еден инструмент. Не е тоа само за да се развијат лева и десна хемисфера, туку воопшто како личност да се изгради таа и за да се пронајдат таленти кои што никој можеби нема да ги пронајде тие таленти. Точно, а секој се раѓа со некаков талент и воопшто е важна музиката, важна е културата за еден народ да ги следи вистинските вредности и да напредува како земја. Се сложам сосема со тебе и се сложам дека во образовниот систем треба да се поместат малку некои работи да се подсменат. Каква си приватно, кога си ранлива, кога си бидејќи си премногу мека, премногу си значи енергијата што ти излекува, еве јас прв пат те гледам нели денес и убава енергија. Фала ви. Приватно сум преорганизирана, да речам, личност. Да, сакам се да ми е под контрола. Тоа не е баш убава одлика. Што си хороскоп девица? Не, јас сум бик со подзнак лав. Ај, биковите се такви средни. Да, ако денот не ми е организиран, сум во тотален хаос. Значи, во буквално друга спротивност. Дисбаланс. Така што дисбаланс, буквално, и јас се трудам да бидам организирана некогаш и до некоја граница на лудило. А кога сум ранлива, најранлива сум на сцена, мислам дека. Таму нема маски, таму нема како да кажам, нема манипулации, ти си сам со гласот, со музиката и тогаш е тој единствен момент кога треба да покажеш, докажиш, презентираш и мислам дека тоа ме прави најранлива, самата сцена кога сум на неа и таму сум гола и како да кажам, празна и тивка и се. Така, и возбудена и вознемирена. Се ти е сконцентрирано во тој момент, таму и тогаш. Ке те прашав дали имаш друг талент, ама веќе спомена дека свириш хармоника, дека како мала си научила. Да, тоа било како малечка, не свирам. Друг? Свирав гитара во средна школа, гитара и сега повремено свирам гитара, свирав и пијано, меѓутоа пијаното го оставив. Нема самите обврски со работата и целиот фокус кон оперското пеење не ми ни дозволуваат многу да истражувам со инструментите, али друг талент глума. Обично нема некој кој што не ми кажала еве од колегите од сите од странство што доаѓаат и така натаму дека имам голем талент за глумење. Еве, може да се појавиш на некој кастинг еден ден? Зашто да не? Да се смени, бидејќи кога е некој уметник и мислам дека може да оди таму да се движи. Имам едно прашање што не знам дали веќе сум го поставил, ама мислам дека ќе го поставам. Кој збор од македонскиот јазик би го исфрлила од употреба? Не можам. Не можам? Не можам. Добро. Зашто нема, тој збор не од сите јазици мислам дека треба да се исфрли, да се отфрли, не можам. Посебно ако е споено напишан слеано. Посебно не можам слеано напишано. За правопис ако правиме муабет, има многу. Што би ни кажала за крај? Јас ке ти се заблагодарам многу, уживав во емисијава, уживав во фала ви многу на поканата, посебно драго и морам да ве пофалам дека толку имате познавање за операта, за музиката, тоа е навистина. Јас сум фрапирана и сум воодушевена од вас, секоја чест. За крај што би порачала да ја цениме повеќе културата во Македонија, за така да пораснеме како едно општество и да вложуваме во таа култура одејќи на театар, на опера и така натаму. Балети, се што е. Да. Се што е убаво и со вистинска вредност. Да, така. Ти благодарам. Ви благодарам и на вас. Беше со нас вечерва Билјана Јосифов, сопран. Музиката е нешто што не прави срекни. Можеби некогаш не натажува, но е секогаш со нас. Она што би рекле старите, од лулка до гроба е со нас музиката. Ви посакувам да ви носи музиката само убави и срекни денови
и до следното издание на Трафика ви посакувам убави денови само. Довидување.